Почитувани, добро дојдовте во уште едно издание на Бизнис Муабети на Фактор МК. Јас сум Мишко Иванов, на самиот старт да ги поздравам нашите пријатели од Форманова, кои што и овој петок се заедно со нас, за да имаме амбиент каков што имаме, а доколку сакате и вие да имате ваков сличен амбиент или било што доколку се решите за реновирање, знаете дека нивниот салон е во комплексот Годел, секогаш блиско до вашиот дом Форманова. Овој петок во Бизнис Муабети на Фактор МК имаме фудбалска легенда, јас ќе кажам, човек кој што македонската јавност го памети како многу пргав кога е во прашање од браната и каде што топка можеше да помине, меѓутоа човек не можеше никако да помине. Горан Попов, добар ден. Добар ден, ти благодарам Мишко на поканата. Како сте? Одлично. Сега како сте, како си? Како си? Горан Попов од фудбалер во менаџерски води, тој нескрутлив дух се уште постои. Тоа секогаш постои. И треба да постои. Како кажуваат наши, како си роден, тако треба да останеш. Зошто? Најбитно карактерот да не го менјаш. Зошто се реши за менаџер, а не за тренер? За тренерски води. Па знаеш како? Ние во кариера, кога почињеш од мали нозе да играш фудбал, тренираш секој ден, одиш на припреми, нормално од мали нозе. После тоа, кога ќе видиш како работат тренереви и после кариера да се одлучиш на таков чекор, мислам дека е пренапорно, затоа што цела кариера си по карантини, одиш на утакмици, па и после мојата кариера да продолжам тоа да го работам, мислам дека нема да имаш време ни за фамилија и за никого. Ти релативно млад ја заврши кариерата. Па млад, 34,5-35 години. Па добро, и Ниеста сега ќе прави проштална утакмица, тие се уште играат, сакам да кажам, тие, веќе има 5 знаеш како, тие се уште играат, зависи како живееш. Овој Роналдо уште игра, тој колку Зависи. сите се на 40, Меси е Точно, тука некаде, така точно, Модрич е тука некаде. Јас паметам со Задолбил. Роналдо игравме уште на Чаир, тоа е кога имавме по 17 години. На чај. Португалија, на Чаир игравме, да. Македонија со Португалија. Ти го чуваш? Изгубивме 3:0, не. Не? Добро е, на друга страна беше. Кварезма беше на моја страна. Затоа не се него виде. Така да не може да збориме за Кристијано Роналдо затоа што тој знаеме како живее. Добро, Живее многу спортски живот. но факт е дека можеше да продолжиш, така уште Македонска барем лига година две. до Македонска лига као што со некои пријатели кога зборам, нормално јас имав 3 операции на колено и затоа не дозволуваше после тоа, се консултирав со моите доктори кои што беа тогаш во Вардар и ми кажа доколку продолжам дека имам проблем со колено, може не дај Боже да останеш инвалид, така да имам 3 операции менискус на моето колено десно. Затоа и се откажав. Инаку да не беше тој проблем, да го немав тој проблем, мислам дека оваа наша лига овде, не ја подценувам, има добри играчи, има добри екипи. Во нашава лига, македонска, слободно може да играм штоперска позиција до 40-42 години. Без проблем. Па не ја подценуваш, Као што да не ја подценуваш, не ја подценувам, сакам да кажам со играчиве. Сакам да кажам со играчиве, зашто имаме квалитетни играчи. Мислам дека можеш и сега да изгледаш Па да оставам 10 кила, да. Можеш Да престанам пиво да пием и да оставам 10 кила, мислам дека ќе играм сигурно. Дете на Беласица, така? Тоа е Дете на генерацијата Беласица од мали години, Тоа да. е генерацијата на Батеване. Од кадети, генерација на Батеване, јас почнав од кадети у Беласица, па после тоа година дена кадети, 2 години од младинци и 11 утакмици за прв тим на Беласица и потоа замина во Грчка. Чекај, а брат ти играше пред тебе, така? Брат ми играше пред мене, тој Брат ти замина. беше поголем талент. Кога го опишува? Сега читам Тоа е факт. новинарите што го Тоа е факт, не само новинарите, него цела македонска јавност знае дека брат ми беше 2 пати поголем талент, но не беше пргав као јас. Тоа сите го знаат. Кој да прашаш, Роберт Попов го знаат до ден денес сите и ќе го паметат, затоа што 2001-2002 година, 2001-2002 и 2002-2003, пред да го продаде Батеване покојни, нека му е лесна земја, тој беше избран 2 години поред за најдобар играч во Македонија. Во тогашно време да дојде да те гледат тебе во Струмица на градски стадион, збориме, некој ќе каже тоа е шала. Партизан, Манчестер Юнајтед, Јувентус, тоа го знаат сите. Доаѓа да го гледаат за да го земаат и после тоа тој се повреди против утакмица со Вардар, лигаменти и така Гриша Ганчев, собственикот што беше на Литек Словеч, повреден го купи, му направи операција и остана таму 5 години. Горан Попов од Беласица, тоа е таа златна генерација на Беласица, кој што, но не станавте шампиони, така? Не станавме шампиони, да. Со Вардар беше тој дуел секогаш битен за 2-3 бодови кај што Вардар беше шампион, Беласица не. Но направивте сите од таа генерација направивте исклучително големи европски кариери.
Горан отиде во Грција, сега ќе ме исправиш ако грешам, ќе направам еден мал рекапитулар Грција, па потоа во Звезда, меѓутоа заради повреда не играше утакмица, па пак се враќаше во Грција или отиде во Полска, така? Отидов во Грчка на почеток, значи како што кажав, ќе го споменам зашто и човек заслужува многу да се поменува, Батеване Таковски. Отидов во Грција во АЕК Атина на позајмица. Од Беласица, 6 месеци на позајмица. Во тогашно време беше председател на АЕК Атина Псомијадис, човекот кој што, не знам дали сте у текстот тоа, човекот кој што почина овде го фатија во Македонија во затвор и почина овде. Имаше големи проблеми тогаш АЕК Атина, каде што во тоа време во АЕК игра 7 репрезентативци на грчка репрезентација, јас играв со нив 12 утакмици изиграв, има проблеми со пари. И Батеване виде дека овде нема ништо, после 6 месеци и ме однесе кај Љупко Петровиќ. Во тоа време Љупко беше тренер на мојот брат Роберт Попов во Литек Словечи. Тој ме прател, ме следел и ме зема во Црвена Звезда, тогаш Црвена Звезда ме купија за 350.000 евра и отидов од Звезда. Но таму за 4 месеци се промени Љупко, играв квалификации Лига шампиони против Young Boys ПСВ. Со Звезда сега? Со Звезда 2004 година. 10 месеци бев од Звезда. 5 годишен договор подпишав. И после тоа од Звезда отидов сам по своја иницијатива, дека не играв, дојде Радко Достанич за тренер, не ме ставаше, ми каже дека не ме познава, игравме на пријателски утакмици, давав голови на припреми во Германија, као левбек, дадов 2 гола на тие пријателски, но не играв и затоа по моја иницијатива сам си заминав и отидов во Полска Одра Воџислав. 5 месеци по зајмица, ги изиграв сите утакмици, таму беше тренер бивши репрезентативец на Германија Шмуда, така да изиграв таму 13 утакмици и повторно се вратив после во Егалео во Грчка. И после почнува она... После почнува, да, па јас сум од 19 години во македонска репрезентација. Да. Во Егалео играв 2 години, втора година испаднавме во втора лига, па после тоа отидов на позајмица, зашто имав 4 години договор со Егалео, отидов на позајмица во Левадијакос. Тоа е 90 км пред Атина, кога одиш од Солун. Во Левадијакос беше бугарин тренер, кај што играв сите на превари таму, во исто време нормално. Од 19 години играм за македонска репрезентација, репрезентација. И кога заврши таа позајмица со Левадијакос, позајмицава заврши со Левадијакос, Егалео во тоа време тогаш испадна во трета лига. А ние игравме репрезентација со Романија, Азербејџан, мислам дека беше Романија или Азербејџан во Аустрија. Не, се извинувам, грешка, значи ние игравме со полска пријателска утакмица во Германија. Таа утакмица јас бев играч на преварот и ме гледа скаути Херевен и така трета лига бија Егалео, ме купија од Егалео. Горан, бидејќи се бизнис муавети, велиш во Звезда договорот 350.000 евра. Трансфер. Што останува од тоа за фудбалери во 350.000? Зависи како ќе се договориш, али за мене пример ништо, тие пари отидоа во Беласица. Тие пари отидоа за трансфер во Беласица. Чекај, а јас се договори за свој. 350.000 е трансферот. Трансферот е за клубот. А ти си се договараш јас башка? Јас договорам, јас имав таму плата, ништо не е тајна тоа, го знаат и мои блиски пријатели и мои роднини, нормално и луѓе кои што тогашно време беа во Звезда. Јас као 19 годишен кога дојдов од Звезда имав 5.500 евра плата нето. 5 годишен договор. Али не е све у парите, зашто јас кажувам на нашите играчи овде младиве. Ако полеташ за пари да имаш сега да одиш од овде во некој клуб и да земеш пример 10.000 евра ти дадат плата на 19 или 18 годишно дете, да му дадат 10.000 евра. Тој се заситува многу брзо и него игра тој фудбал кој што играл додека дојде до таа плата, разбираш? Значи парите го сепак влијаат. Али тоа не е окей, тоа е 5.000 евра е окей плата за во Црвена Звезда да одиш, сега моментално. Нормално, ако имаш талент и ако си добар, гледаме Звезда до кај дојде. И Звезда и Партизан, особено во кошарка, таму многу пари се даваат, а гледаме и во фудбал Црвена Звезда, Партизан веќе паѓаме ги кошарка во Партизан како што каже сега ти тоа, ти 18-20 милиони да, големи се. Сега гледав имаше најава, бидејќи го снимаме овој разговор, имаше најава за дуелот на Интер и Звезда. Интер вреди 680 милиони евра, Звезда вреди 78. Да. Добро, тоа вредноста е на трансфермаркт, така. Пази, да, но тоа тие играчи што се внатре. Да, но тоа се пари кои што ние можеме да ги сонуваме овде во Македонија. Овде? Кај нас? Да. Колку е најскапиот клуб во Македонија? Колку кошта? Па најскапиот клуб во Македонија може да кошта 3,5 милиони по вредност на играчи кои што имаат квалитет. Евра? Пример, јас кога дојдов у Вардар пред 5-6 години, просекот се крена зошто? Затоа што ако сум вредел, јас кога отидов во Премиер лига, вредев мојата најголема цифра тогаш
Збориме пред 10 години, така. 4 милиони. 4,5 милиони, 4,5 милиони. Ти доаѓаш у Варда, тебе цената те паднала на милион. Тогаш кај нас у Македонска лига немаш играч кој што вреди милион. Немаш играч кој што вреди 300, вредеа 300, 400, Може, ти си 500. најскапиот играч во Македонија. Па мислам дека тогаш независна јас кога Македонија. дојдов, така пишуваа Аха. тие порталиве кои што ги имаме наши овде сега. Во порталиве кога дојдов пишуваа дека најплатен играч моментално во Македонија е Горан Попов. Океј, јас се вратив од премиер лига и дојдов да играм овде. Мене ми беше и тоа целта. Да се вратам овде, деца почнат школа овде во Македонија, да се останам у зашто овде ми е добро, убаво ми. Се живееш во Скопје или во Струмица? Сега живеам во Скопје, Сега кога во деца Скопје. се у школа во Скопје Аха. сум. А инаку Ајде, кога што- деца имаат пауза од школа 2,5 месеци, летно време сум Струмица, Грција. И плюс тоа зимно време за празници 25 дена деца пак се на пауза, тогаш сум само Струмица. Зашто Грција е изгледа ладно? по бајаги си поседил, вака гледам по бојата на Па цело на лето. тената. Па цело лето сум. Добро Цело си лето сум по поседнал. Грција, да. Значи 350.000 Црвена звезда, најголемиот пик потоа доаѓа Херемен, тука мислам дека е 1.2 така, Не, така не, расте трансфер, не, зборам за трансфер што ме што плаќаат за мене да ме купат. Аха. Пак беше околу 400.000 од Егалео во Херевен. Добро. После тоа Херевен мене ме продава за 2,3 милиони во Динамо Киев. од Динамо Киев. Да. И потоа оди, значи баш го гледав на трансфер маркет, значи така оди од Херемен па Динамо Киев, па потоа доаѓа Све нагоре. Вест Бромвич и стигнува до негде 4,5 5 милиони. милиони. До врвот и после тоа пак на дното. Потоа па сега, од тие 2 милиона на пример во Динамо Киев. И тамо е на клубовите или тамо веќе На клубот не. друг е пазар? Тоа се договара играчот, пример. Пример, јас кога дојдов таму, одиме да преговараме и ми кажа дали нешто играчот бара плюс или дали јас од Херевен ќе барам, зашто нормално јас разговарав, комуницирав со моите агенти и со претставателот на Херевен. Јас комуницирав со нив и ги прашав тогаш дали од овие 2,3 милиони ќе ме следува нешто мене. Вика, ако сакаш да следува нешто, тогаш ќе бараме да биде повеќе. Да биде повеќе да има и за тебе, дали 100, дали 200. Али ние изигравме така што, мислам, изигравме тоа. Тие знаеме како Украина, Русија да играш овие држави, затоа што кога ќе одиш таму, јас со тебе Мишко зборам отворено за све, тоа го знаат и мои пријатели, блиски многу кои што имам, ги немам многу, може двајца, тројца, Мене ми во е Струмица драго. еден и тоа, ги немам многу затоа што не вреди во оваа држава да имаш многу пријатели. И отворено ти кажувам дека пример јас тогаш со Херевен не се договорив, но со агентот кога отидов во Динамо Киев, као да одиш во, како ти кажам, сега седиш пред мене и го гледаш Игор Суркис, претседателот кој што вреди 7,5 милиарди процент. Додека Ахметов на Шахтјор вреди 12,5 милиарди. Богатство. Аха. Така? Зошто Шахт, знаеме, Шахтјор е на руски шахти е Јасно ми е. рудници. Така, дијаманти и злато. Сега јас кога седнав таму, јас го видов Суркис вака седи и као ти сега со сатот овде, таа приказа не сум ти ја кажал, тоа е прво нешто што го кажувам овде јавно и треба да имаш чест на твојата емисија сега, на овој подкаст. Слушам. Многу блиски мои пријатели и роднини го знаат тоа. Мислам родни, мајка ми, татко ми, брат ми. Седнавме и дека од Херевен не ме следува ништо, јас седнав со претседателот Суркис, само што седнав, само ме праша што сакаш. И јас го гледам, како што сакам. Па договор како сакаш, 5 години ќе биде 100%. Мојот менаџер му вика, кој 5 години треба да има топ договор. Почнам да му расправам кои екипи ме барат, како ме барат, вика, све знам кој те барал, што те барал, само кажи ми што сакаш. Еве ти еден лист тебе, еве еден лист мене. 5 години го пишувам договорот, 5 години напиши ти договорот. Би јас не можам да пишувам договор за тоа што не знам кој плати од овде. Тој зема ги напише и ми ги даде мене ливчево. Јас го гледам, дали си задоволен. Јас сум презадоволен, ама не го кажувам тоа. Зашто чекам да барам уште нешто плюс. Аха. Така да го земам договорот 5 години, го читам прва, втора, трета, четврта, секоја година расте по 100-150 плюс. И колку ако не е таа? Зошто да е тајна, тоа го знаат луѓе, мислам. Може јавноста не. Пример, првата година во Динамо Киев нето збориме беше 650. 750, 850, 950, милиони 50. Евра. Да, Тоа долари. само за тебе. Долари. Тоа е Тоа само само за за мене тебе. договор. Така да мојот агент после тоа каже договорот е супер, но ќе треба да му даете кола. И газда вика, еве ти 40.000 долари, позади секретарот кој што е за Динамо Киев, на Динамо Киев, Анатолиј Волк, тој пишува на компјутер што кажува газда. Тој пишува, вика 40.000 долари имаш, ако сакаш нешто полуксузно, доплати си и земеј си. И менаџерот вика, одлично, авионски карти, вика цела фамилија, кај сакате да по вие 5 години да патувате, кои имате слободно,
за колку члена имаш во фамилија, сите платувате кога сакате и кај сакате. Авионски карти имаш без лимит. Викам супер. И тогаш дојде до главна тема кај што мојот агент го знае тоа, јас не. Нормално не искусен 23 години, така. И доаѓаме овде, седиме, разговараме и мојот агент му вика, знаеме дека во Украина и во Русија играчи порано, дека јас вика сум носел играчи, искусен мојот агент, сум носел играчи, вика, ако може, вика, на подпис, да го почастиш нешто чисто играчот, вика, не да му одземаш од платава, него на подпис да го почастиш дека доаѓа од Динамо Киев. Малку да го дигнеш, финансиски. И тој седи и ме прашува се, вика, кај мене има многу, вика, коцкари, вика. Ти се коцкаш, викам, у живот не е влезено, викам, тоа го знае цела јавност македонска и било каде во Европа, дека у живот ни кладенеца сум играл, нисум се коцкал, ништо тоа, нема шанси. Едино што обожавам пиво, тоа е нормално. И ми вика, еве ти вика сега, едно ливче тебе, едно мене, пишувај колку сакаш да те почастам за подписот само. Да не ти одземал плата. Јас напишав $30,000. И агентот го виде, го зема и го фрли. Стави вика повеќе. Јас се уплаши да не избркат, вика. Разбираш, тоа не е заебанција. Ке не избркат, викам готово, нема да се видат ни долари, ни ништо, земај кола, бегај. Напишав 50,000 и вика, окей, добро, ајде, ости. Вика, добро, вика, дај го, вика, твојот лист, му го давам листот. Како му го давам листот, он го зима мојот лист, го чита вака и вика, таков играч си ти? Му викам, каков играч? Катастрофален играч. Јас се знам, вика, дека газиш. Левата страна на Херевен не држеше као луд, вика, и пргав и ова, таков ми треба мене, вика, да ги газиме Шахтер. И му викам, зошто каков катастрофа играч? Па вика, гледај, јас како мангоп сум, еве ти вика $150,000 те частам. И јас го гледам тоа, и викам, а што е сега ова? Сега ќе се надобрзам на бразина. Отидовме после тоа, заврши све тоа што заврши, договорот, примеру, Динамо Киев, кога подпишуваш договор, секој играч, сите играчи, имаат, ако сакаш, од целинава, пример, од 651 година, 40% излегува некој околу 250,000. 40% ти даде одма, а другите 60 да ти ги подели на 11 месеци. Не 12, 11 месеци. Плата. Одеднаш ти дава 40% во месец август, кога одиш на припреми. И сега ние доаѓаме на припреми, ми дават ми ова голд, златна картичка во РБС банка во Швајцарија, одма ми отвора рачун, за недела дена ми стигна во Динамо Киев на база, и мене уште не ми е у глава тоа. Не дека јас имав мали пари, пример во Херевен. Во Херевен пак беше супер, поминато супер, каде што знаеш, немав јас тогаш европски пасош, у Херевен играчи кои што после мене дојде после 6 месеци Самир Фазли. Он дојде на 18 години. Даниел Прањич имаше европски пасош, али ние што немаме европски пасош, за да добиеш работна дозвола мора да имаш 400 и 100 евра, 400 и 100 евра, над 400 мора да бидеш 1000 евра бруто, за да имаш работна дозвола, фудбалер, професионалец. Таму има 1.200.000 бруто. Кај што беше тоа, подели го 23.000 евра нето плата. 4 години договор, 2 само. За тебе. Да. Така? И сега заврши тоа све, отидовме на припреми, мене уште не ми е јасно што се случува. Со мене игра Шевченко, така? Милевски, да, Динамо Киев. Добро, ако и со Шевченко. Со Шевченко одиме таму, седиме, ова избориме. Ребров таму беше? Ребров беше помошен тренер. А Шевченко играш? Шевченко 2 години со мене играше заедно. Пред да отиде у Милан Шевченко, така? Или кога се врати, да се пензионира, кога се врати од Милан. Милан. Пред пензионирање, да. Да. И отидовме на припреми, ми се јавува мене на телефон, банкарка од Швајцарија. И вика, Горан, добар ден, на англиски, дека руски не знаев уште. Добар ден, вика, овде банкарка твоја, вика, вака и вака, вика, јас сум твоја лична банкарка, што ја ти треба, вика, со трансакции со оваа банка, јас сум овде. И да ти јавам дека картичкава ти е пуштена во Динамо Киев, на база, во Киев, кај што базава ние за тренинзи, за спиење. Таму ти е пуштена, вика, златната картичка, вика, но моментално можеш, вика, само по телефонски да ми се јавиш, инвојс да ти пуштам, ако сакаш случај да праќаш пари, имаш, вика, сега моментално на рачун, вика, $400,000. И јас се гледам, молим, па вика, имаш, вика, некој бонус 150 и 250 од договорот што ти е. Од кај се пуштени, вика, од Динамо Киев. А тие пари, вика, може да ги пуштиш, викам, денес одма, дека на жена ми, мајка работеше во Стопанска банка. Те молам, викам, пуштај ги одма во Стопанска банка во Струмица, дај ми, вика, IBAN и SWIFT. И ги зимам пари, ги пуштам доле, се јавувам на мои пријатели што прават згради и така купив први, мислам во Струмица, првиот стан и Дуќан, тој ми е втор стан, првиот го купив додека бев во Херемен, така го купив Дуќанот и одма сите пари, Дуќан и стан на исто место, за да ги потрошам пари. Викам, не е нормално, викам, одма одеднаш ти пушта 400, разбираш. Тоа е таа приказна која што не сум ја кажал никаде до сега, јавноста не ја знае. Така?
На сметка не ги ни видов, Не ги ни само ми видов, кажа она да. дека се тука и после Префрлил 7 стопанска после 6 дена, марка, да. струмица. И после 6 дена ми се јави на жена и мајка и вика: Горан. "Зете, вика, да знаеш дека имаш, вика, некои 400 на сметка. Што правиш, од кај овие пари?" Викам: "Од Динамо Киев." Што правиме? Ништо, викам, зимам дуќани, викам, и станови, нека одат, викам, инвестираме готово. Ги чуваш уште? Мислам, тоа инвестираш. Се што сум купил, све. А што, го градежништва? Не, купувам, мислам, градежништво, тоа е. Дуќани, Недвижнини, така недвижнини, купуваш? дуќани, станови. Горан. Не, во Струмица, во Скопје, Струмица да издаеш пример, стан ти е смешно. Да. Смешно, Ген- во Скопје. Да. Види, кај вас спортистите тоа е Тоа е бизнис. едно Затоа што се затоа се уклопив сега на твоето ова. Едно што Бизнис е се тоа се најчесно заработените пари. Мирно спиеш. Едно што мирно спиеш, друго, замисли колку изгледа тоа, ама сега од милиардерска страна е друго, кога ти вика, ама бе, толку се паценуваш, па $50,000 си пишала. Да, Ети точно. $150,000. Така е. Како Добро, тоа бил- беше као и шала. Да, како бил односот кон Шевченко во овој случај? Тоа е икона на Односот украинскиот од фудбал. од Од луѓе Динамо Киев, околу од Динамо Динамо Киев. Киев. Да, тоа е икона, така. Тоа е икона која што тоа е човек кој што е пример сега. Играч U19 во елитна група. Македонија со Украина, така? Аха. Неговиот син од Шевченко игра во Ватфорд. Син му на Шевченко. А, не знаев. Тој има 3 сина. Средниот игра 19 години, игра за украинска репрезентација, а роден е во Лондон. И не знае украински, ама има украински пасош, му зема за да игра за украинска репрезентација. Шевченко е? На Шевченко син му, да. Игра во Ватфорд. И сега кога дојде, Шевченко Добива? дојде овде на утакмица во ФФМ. Знам дека дојде, да. Елитна група и ми се јави мене. Прво ми се јави да го пречекам на аеродром, да го земам да дојме за ден утакмица, но тој каснеше. Мене така, јас сум Миланец, зашто не ме викаш кој Шевченко? Слободно иде кога така? сакаш. Слободно кога сакаш, ќе моеме на гости. Стварно? Сега е председател на федерација. Сега е председател шева на федерација на Украина. А Кога ти сакаш. со Шева имаш на комуникација си вака, нали? Стално. И сега да му се јавиме, ќе се јави, така? Мислам, не, сега не мора да му се јавам, ама сега да му кренеш телефон, Па сега да му се јавам, мислам ако не е зафатен ќе се ќе јави. се јави одма. Одма ќе се јави. Без никаков проблем. Добро. Динамо Комуникација има Киев, сега. Вест Бромвич беше и тама беше прогласен за играч на месецот, така? Вест Бромвич бев декември месец играч на месецот. Ти си еден од оние наши ретки одбранбени играчи, ако сакаш, после Илија Најдовски, кои што направиле, Илија Најдовски во едно друго време, кои што направиле неверојатни кариери како одбранбени играчи. Обично секогаш нели напаѓачите и тие кои што даваат Да. голови се во преден план, меѓутоа твојата прговост излезе на Па Илија Најдовски, јас како Остана. што знам пример, не се сеќавам, додека играл тогаш и во Звезда, која имал супер кариера, ама кога ќе видам негова конструкција, ние се познаваме се во Скопје, Аха. да сме со Илија комши. Јас живеам верота в Талеџе, он е пред Вело, јас сум десно од Веро, така да се гледаме често, дали во супермаркет, дали на улица. Илија Најдовски ми имат кажува, но тоа не е со лоша намера да кажам кучи на терен. Тоа ти е сите бараат такви играчи, кој што ќе даде максимум, кој што ќе биде као јас кога бев у ќе се вратам сега Херевен кога бев, го сменија Трон Соли тренерот, дојде помошниот тренер што беше, Хен Хердер, холандјанец, и ми вика од тебе знаеш што барам? Ја зимаш на 16 и само газ и терај напред. Само газ терај напред, као камион се тргаат сите. Зашто вика ти вика имаш чекор, имаш брзина, имаш све и тоа е навика која ја стекнав таму. Деме ќе центрирам, ќе пуштам топка напред, не може да ме фати никој затоа што има долг чекор. И тој тренерот ми го кажуваше тоа. Тоа ти е куче играч каде што се бара. У денешно време на жалост го нема тоа. Леви бекови. Не се дека јас сум бил Тоа е Роберто лев бек Карлос играл. и Капушема. Роберто Карлос имаше ситен чекор и многу добра брзина Аха, каде што тераше. но тоа е- Збориме сега за топ врв играч Да, каде што јас сум многу далеко од нив. Но добро, Признавам. играта е таа, така. Играта е пошто таа ние каде тогаш што ја гледавме. зимаш лев бек кој што се уфрла у полувреме и центрира 5 пати, центар шут и се враќа на свое место и држи одбрана, тоа ти е лев бек. Сега ја не е идејата. Али тоа секој го нема и таа не- плуча секој ја нема. Апсолутно не е идејата да правам споредба помеѓу Роберто Карлос и Точно. Горан Попов, но порано се знаело на пример. Одбранбен играч до тука до пречесна. Сега е културица, левите бекови играат културно, нема убацување, нема уфрлување, зборам за нашава лига. Да, прво. Инаку Европа, ако Да. видиш, гледај што прават левите и десни Тоа бекови. беше ерата на Роберто Карлос кој што беше првиот Точно. бек кој што трчеше Фудбал, овако. да. Ореше. Тоа е тоа, ама фудбалот оди напред сега. И тоа е она што се Секој- бараше од тебе во Херевен. Во Херевен тоа го бара од мене И само не се. зима и зепај, терај напред. И освоивте мислам куп, така. Куп за прв пат со во Херевен. историја со Херевен освоивме прв пат во историја на клубот освоивме куп и првиот гол го дадов јас, а вториот го даде Бонавентуре
Калу што беше у Челзи, помладиот брат, Бонавентура, тој е мој овој у брат. Милан што играше? Не, во Фейнорд. А, Тој во со Фейнорд, Фейнорд да. освои Лига Европа. Да. Лига Европа. Тој е постариот брат. А овој во Челси што е помладиот е. На Калу брат му. Да. Со мене А беше. Бонавентура? Бонавентура е постариот брат на Калу што беше у Челси. Да, бе. Да. Со мене беше. Он беше у Како се Фейнорд, чудам ја па овако, дојде на како 33 да, години ми у Херевен. текна. И помогна многу И тогаш. сега помеѓу Холандија, Украина и Англија. Англија не ја зборевме многу, Вест Бромович. Да, ти требаше прво во Стоук, ако не слажам, така? Јас си кажувам на како се вика. Па било кој да ме праша Англија, кажи ми како е во Англија, како е чувството да играш. Јас си кажувам и на наши играци сега што играат, дај Боже некој да оди и да види. Знам дека јас сум един играч кој што у Македонија, може да кажам, знаеме ние англискава лига дека е најдобра во свет. Јас сум един играч кој што директно отишол во премиер лига. Не од чемпионшип да оди во премиер лига. Да. Мислиш на Ѓорги Христов? Ѓорги Христов не отиде директно, не Да. отиде од Мислам чемпионшип. дека така е. Алијовски исто од чемпионшип Од отиде во чемпионшип отиде други во... беше Шумуликовски беше во Ипсвич. Така, Тоа ти е 4-5 чемпионшип. беше. Гоце Седовски мислам дека пак од чемпионшип дали играше премиер И он лига. беше, да, не си ми сеќавам Може и дека да играше. играл, не знам, не сум видел. Добро, ти Како што играше прочитав директно пред некој премиер. ден, мислам дека играл едно 20 минути колку изиграл таму. Да се да се нашалиме малку. Ти играше премиер лига директно, да, Вест Бромович. Директно и во тоа премиер прво лига требаше- отидов во зашто не Динамо во Киев. Стоук? Во Стоук не отидов затоа што имаше некоја шема со агентиве. Еден агент имаше, еден менеджер. Еден имаше. агент имав 9 години. Да, не знам дали е точно со агентиве, но јас отидов бев 12 дена во Стоук. Тони Пулис беше тренер. Тони Пулис играше мој стил фудбал, кај што он ние против Стоук игравме година дена уназад. Игравме Лига Европа групи. Динамо Киев, Стоук Сити. Во Киев ги тепавме 4-1, после тоа се повредив јас, колена операција прави во Рим, во Италија, не играв втората утакмица. Но тој ме знае уште од таму. И отидов јас 12 дена бев во Стоук, зашто сакав да си заминам од Динамо Киев. Тај го донесоа во Динамо Киев од Милан. Тај Црнец имаше лев бек, го зема на позајмица од Динамо Киев. За Милан навивам јас. И кога го донесе, тоа ми беше мене како изговор, моја желба од секогаш да играм премиер лига. Мене ми беше како изговор, отидов кај претседател Цуркис на Динамо Киев после вторава година и му викам го донесовте Тај. Овде го имаме Маграо, бразилец. Овде го имаме Бадр Кадури, кој што е репрезентативец на Мароко. Го имаме Несмачни, репрезентативец на Украина, и јас и Тај, 5 леви бекови. А јас игра стандардно. Овие други бе Ти никој. беше стандартен од Да. Динамо Киев, да. И кога дое Тајво, викам сега, Милан да го пушти на позајмица овде, сигурно јас ќе седам на клупа. А и да не седам, ќе се докажам, пак ќе играм јас. И газда вика, нигде нема да одиш. Зошто вика, он ќе биде на клупа, ти ќе играш. Ако продолжиш вака, нормално, ти си играш топ. Зошто го зимате тогаш кој имаме уште 3? Јас викам си одам, а мене шема ми испадна. Не играме со Фейнорд, таа долга ќе излезе сега. Не игравме со Фейнорд, Лига шампиони квалификации. Доколку Фейнорд играме дома, игравме 1-1, кај нив играме 0-0, ние одиме во група Лига шампиони. Динамо Да. Киев. Играме утакмица во Фейнорд, завршува утакмица, после утакмица јас одам у хотел со мене на покојни Цицо Кранчер, Нико Кранчер што беше во Тотенхем, он у Динамо Киев со мене играше. Добро. Цимери бевме двајца. Ми вика, не останувај овде, затоа што ти не си играч, вика, за Кој ти Украинска викува? лига. Нико Кранчер. Нико Кранчер? Да, на Цицо Кранчер покојни, што беше Знам, селектор. селектор што беше на Хрватска. Да, и на Динамо Па Загреб Нико тренер играше што беше. Колку играше време, он долго Нико беше години од играше Тотенхем. во премиер И лига. негов најдобар пријател на Нико Кранчер му бил Тони Пулис, тренерот на Стоук Сити. И? Вика, дај, вика, да одиш, вика да му се јавам на Тони Пулис, дојдеш вика у Стоук. Така тој му се јави одма директно у хотел овде, збореше со него, вика, овој Попов играч, вика, јас го сакам него затоа што има дијагонала 17 метри. Напред ми ига крауч, само вика ќе му дава дијагонали него. Да, ето и се. И јас така отидов у Стоук. Направив притисок од Динамо Киев, желба ми е премиер лига, после премиер лига и свет да се распадне. Јас сакам премиер лига, тоа ми е ветено и готово. Без проблем те пушти Ме газда. пуштија да одам јас, не е без проблем. Напори прави, викам не останам овде, нема да играм фудбал, готово. Тако сум јас пргав. И тогаш отидов таму. 12 дена седев, но не успеа се направи трансферот, може би поради Динамо Киев што бара да поголема сума за позајмица, затоа што знам дека 500 или 600 илјади фунти платија тогаш за позајмица за година дена Вест Бромвич Албион на Динамо Киев. За тебе? За мене. Тоа е позајмица, само за позајмица. Може би Стоук не сакале, до ден денес не сум дознал што е и како е, може некои менаџерски работи, може провизии, комисии. И не ми е јасно уште до ден денес, но тоа помина. Ми кажа Со од газда? Стоук дека не може да извадат виза. Добро, Имам со бугарски Динамо пасош. Киев и ден денес имаш добри релации, добри односи. Со И сите Газдава комуницирам. И со Газда. сите. Да? Па еве пред година дена го однесов Решет Рамадани од Шкендија во Динамо Киев, 5 години догор.
прв пат у историја од Македонија, од македонски клуб играч да подпише во Динамо Киев директно. Тоа сега зборува за менаџерските води, уште Да. малку. Во Вест Бромвич колку беше заработката? Ја сега како тргнав? Вест Бромвич беше иста беше заработка Како како што Динамо? во Динамо Киев, да. Затоа што пола ми плаќа Динамо Киев, пола ми плаќа Вест Бромвич. И кој е филингот? Едино само што беше премиите беа поразлични, поголеми беа во Вест Бромвич него во Динамо Киев. Кој ти беше во Вест Бромвич тренер? Стив Кларк. Стив Кларк, да. Сега е селектор. Селектор сега е, ајде, Ама не му не беше, текнува сега. ама не му беше миленик на Стив Кларк или да? Знаеш како? Миленик, јас него му бев, тој ме зема мене и ме Да. зема спортскиот директор Да. Дан. Дан сега е моментално. Дан, спортскиот директор што беше тогаш во мое време во Вест Бромвич, сега ти е спортски директор на Њукасл. Да. И он отиде тогаш во репрезентација на Англија, а Стив Кларк го избрка за тоа што имаше од 4 први Аха. кола, јас ги играв втората година. Првите 4 кола јас изиграв 4 утакмици каде што 2 имавме изгубени и 2 нерешени утакмици и затоа реши да го смена тренерот. Кога се замина они двајца, сите играчи кои што беа на позајмица, 6 играчи никој не играше. Лукаку беше од Челси на позајмица, Синклер беше од Манчестер Сити. Ти со сите ни играше, со Да. Лукако, со Синклер, со тие. Синклер, Лукаку, Ањелка, Лугано, Тие со капитенот сите- на со Суарес сите ти во играше? Уругвај, со сите. Сите овие беа у Вест Бромвич со мене. Сите овие играчи. Браво. Така да, убави времења беа, Гледаш, помина, тој уште игра Лукако, гледаш? Лукаку игра, Лукаку е 30 години, мате. Па јас сум беше 18 години кога дојде у Вест Да, Бромвич, да. на позајмица од Челси. Ги шлакаше на тренези? Како не? А, Па како не? што Па заушки? јас сум таков карактер. И? Што Лукаку на си има Лука? случајно 2 пати. Не бе. Си има случајно Лукаку 2 пати каде што го гледам сега на доручек и модам позади, знаеш тогаш што време Лукаку имаше долга коса. Витка на долга коса имаше до овде. И кога ќе го удриш му се мафта вака као пружина 5 дена. Ќе дое на Сабајле, зашто таму имаме тренинг пример во 11 или 12. Од 9 2 сати пред тренинг треба да бидеме таму. Лукаку јадеше на Сабајле, англичани ве знаеме што јадат. Овој sweet beans, сладкиот граф. Добра. Сладок граф имаше една порција голема толкава да си ставиш. Мислев оној англиски појадок и јајца Па тоа на ти е, око. па Тие тоа се, ти е, па да? тоа ти е sweet beans, ти е Аха. сладок граф. Црвениот што е, Добро. граф. Тоа ти е и јајца и колбаси. Да. Тенки Тоа колбаси е, како да. вирши кај нас што се. И тој кога ќе дојде пример во 2 кришки леб, ќе стави 4 јајца едно врз друго. Графот озгора, лебот, 2 кришки леб, 4 јајца одеднаш. И како јаде од овде му тече ова. Јајца. И ќе дојдем позади него кога ќе го видам, викам што правиш бе конј, пуф, една позади. Тоа 18 години са, јас сум знаеш 23-24 години. Ќе го стегнам една позади, ќе стане ќе се изнервира, нема како Да, да те брка да, јајца да, ќе му да. паднат. Ама имаше шали многу. Да. Таму не може да се испокараш со никој во Англија. Добро, имаш комуникација ден денес со нив? Со Лукаку немам. Не, со со Лукаку овие немам, англискиот број уште ми стои. Но не добро, сум и била да некоја утакмица така, каде што така. ќе се видам да разменам пак контакт. Можам Да. да го најдам. Не, сигурно, Ама од тогаш да. кога заминав, Аха. знаеш, А тој ти од почна да Англија? прави топ кариера. Апсолутно, да. А од Англија пример е пред знаеш како е кај нас јавноста ќе каже види го колку се фали. Ба не Али се тоа е фали, жива ја истина. прашам што се Знаат фали сите сега, пример нормално. Шевченко доаѓа ми се јавува мене. Ба сте играле заедно, нормално Друга нема работа, мене да ми се јави сега. друга тоа ќе работа ти се сега јави. мене ми се јавува са пример ќе ти кажам каде што во Турција на припреми се Шкупи, така? Добро. Екипа на Шкупи во Турција на припреми. Случајно се наоѓа по некоја работа во Турција и он беше бивши спортски директор Ањелка. Знаеме Ањелка кој е. Ејде. Он се наоѓа таму и доаѓа, гледа дека некој игра, тренираат и доаѓа на тренинг Шкупи да гледа. И како доаѓа на тренинг, го познаваат сите, доаѓа да се сликаат и Ањелка. собственикот турчинот кој што е Олгу Најдин на Шкупи, доаѓа до него и почна да зборат, сигурно предпоставувам. Та бе. Зошто кој ми си се јавува, што јас бев сте, во Грчка и не знаев зошто е пример ми се јавува Газа, ама не видов одма во ист момент, него видов дека Газа собственикот да Шкупи ме барал 2 пати. И јас кога видов дека ме барал, после тоа му се јавив, не можев да го добијам. Не помина пола сат, видов на нашите портали дека Ањелка е гостин на Шкупи на Аха. тренингот во Анталија. Јас знам зошто, затоа што Ањелка има кажано дека сме играле Да, заедно да. со македонец Со Горан Ањелка Попов, имаш така. уште комуникација? Имам комуникација уште. А што работите? Ањелка Каде се? пред 3 години Ањелка ми се јави лично да ми каже да ме праша дали може да полага за тренер овде у Македонија.
Разбираш? Може бе кај Му викам, седени, може бе, кај нас зашто да не може? бе, Кај нас у нашата држава све може, слободно дојди, може да полагаш. Ајде да видиме како што. И после тоа ми каже, вика, не е добра идеја тоа за мене. Зашто е Некој супер? спортски директор да бидам, вика, да, тренер не сакам такви работи. И така се откажа. Сумирано, на пример, обично фудбалерите, спортистите од оно што гледаме кафичи ќе отворат едно друго, освен Перо Андич, кој што говореше дека дел од парите ги инвестирал не тука, надвор од Македонија, во Србија, во Република Српска. Сумирано, на пример, оно што е сработено, станава збор за големи суми на пари, кои што, нели, за нас и за било кој обичен граѓанин Обичен граѓанин тоа е нормално. Голема сума нормално. на пар. Во што ги вложува Горан парите? Бидејќи првите кога легнуваат, вели, одма купувате станови, што се плашиш да не ги потрошиш? Тоа е сума на пари, како можеш да потрошиш? Знаеш како, сум кажувал, може многу пати тоа сум го кажал, не знам дали вака е умуабет со пријатели мои, на подкаст или на телевизија, на изјава, тоа да го кажам, не знам, дали сум го кажувал, но кога отидов во Херевен, помина година дена, така? Добро. За година дена, ти ако имаш пример плата 23.000 евра, треба да заработиш негде околу 270-80.000 евра нето, така? Добро. Јас кога помина година дена видов дека на сметка имам 140.000 евра. И се прашуваме седам со мојата сопруга дома. Се Се прашувам, викам, што правиме ние бе човек? Гледам сега, ова си купил, тоа си купил, шопинг си направил. Прањич ми се јавува, ајде ќе одиме во Амстердам на шопинг. Тогаш јас кога дојдов, тогаш исто живееше во Амстердам. Од Херевен го продадоа најскап трансфер што имат направено Херевен е 18 милиони Миралем Сулеймани. Он беше у Херевен, од Херевен отиде во Ајакс. Он живееше таму. Ајде, прањич одиме кај Сулеймани на шопинг. Сега збориме Сулеймани кој што има 1.200.000 нето, а ние кај што имаме 280 нето, Да. и одиме ќе видиш тој ќе купи тренерки од 800 евра, 1000 евра. Дали Долче Габана, дали било што, па и ти сакаш да купи. Имаш, може да го купиш тоа. Можеш да си го Да, дозволиш. Да. ама кога ќе видиш на крај на годинава дека ти си заштедил првата година у Херевен кај што треба да заштедиш од 280. Потроши ги 80. Пошто 200 не друго се ти е остана. платено. Све е платено, јадење имам на стадион, све имам. Имам платено и кирија, си купив тогаш ја стан. Да не плаќам кирија 1200 евра месечно, 1000, купив стан. После тоа кога отидов во Динамо Киев го продадов. Но 140 останале тебе. И јас седам вака и се чудам, викам, не е нормално ова. Што направив? Имаше тогаш, не знам дали се сеќаваш, дали беше Лампард, мислам дека беше Лампард. Пишуваше на портал наш, не се сеќавам точно кој, дека Лампард во Англија, во Лондон, како заработувал, така купувал апартмани. По 40 квадрати, по 50. Купил 20 или 25, или Жерард беше, или Лампард, не се сеќавам точно, не ме фаќај за збор. Купил 20-30 апартмани по 40-50 квадрати во Лондон. Месечно зимал кирија 30.000 фунти. Разбираш? И сега, јас кога го прочитав тоа, викам, чекај бе, кај нас нема да биде толку кирија. О Лондон знаеме како е да живееш, Да. но знаеме како е да живееш у Струмици и у Скопје. Пример, јас кога се врати после у Скопје, одма, истиот момент седнав дома на компјутер, влегов на Пазар 3, прашав мои луѓе у Струмица, кои портали, кои сајтови се за купување и за продавање. Ми кажа, Пазар 3, реклама 5. Влегов внатре, почнав да гледам прво Струмица. Така, одма од Херевен си ја купив првиот стан, си купив куќа, кај што имам дуќан доле, уште до ден денес си постои. Да. Куќева, дуќено се издава, куќева си живеат мои луѓе турци, Добро. кои што се по 35 години во Струмица. После тоа, парите од Динамо Киев кога легна, нов дуќан во центар на град 250 квадрати, после тоа уште еден стан, Струмица, Имаш недвижнини генерално. недвижени. така? После тоа дошле луѓе, не знам се, нормално дека луѓе во некојаш има некој проблем продава, така? Доаѓаат луѓе кои што и требаат пари, продаваат плацови. Пример во Струмица, ништо тоа не е теано. Во Струмица пример, сега моментално имам 22.000 квадрати плацови, земја. Каде што таа еден ден ќе вреди, здравје Боже за моите деца, многу. Сега вреди некој дел од тие, кои што се помали по 3.004, но другите кои што се 15-16, тоа тие тек доаѓа се шири градот, кај што е Академија Пандев. Стадионот, па надоле. Надолу. Зашто нема кај да се шири. Така да, сакам да кажам дека све што сум заработил, може да кажем 80%, од заработените пари све е уложено во недвижнини. Кога дојдов после во Скопје, само што дојдов, си купив стан, одма живеам у стан. После тоа, уште еден стан, па тој го издам. Па после него уште еден, па два издам. Кола, Па трет, си, па- кола имаш ти, сопругата. Јас имам своја кола, кога се вратив Така, овде, сакам мотор да си имаш, луксузна знам мотор, дека си имам кола коли, си имам. снимавме.
Одиш Така да- по селото, се уште си како Во се Сушица во си одам, Сушица. често татко ми, Твоите се мајка таму, ми и така? баба ми, да. Баба ми уште жива, има 93 години, да ја поздравам Нека ја. живе и здрава, да. 92 години е на татко ми и мајка. Така да Они тамо живеат? моите си живеат у село, да. Да? Да. Знам дека Моите не сакаат да правеа- живеат во град. Може да Зашто? дојдат во град, да се прошетат, но не сакаат да живеат во град. Затоа што во село си имаат разумно да си садат, си Значи, домашно уште си го јадење, терат, све. без разлика на тоа што синот тебе заработил. Моите уште си родители седат. се, сега да кажам, млади. Не многу млади, ама кој ќе видиш, брат ми е 42 години, така 43 ќе полни во април месец, следна година. Да. Брат ми Роберт Попов е 43 години. Јас, чест ми е тоа, утре, јас 2 октомври полнам 40-ка. Утре? Утре На 40-ка среќа полнам. роден ден, како Да, сме се фала. темпирале, браво. Така да Јубилеен. ја 40-ка, а моите родители се млади. Татко имаш ми е џурка? 62, мајка ми е 64 година родена. Мајка ми 60 ќе полни сега, татко ми Аха. 62. Па добро да, ама обично да доаѓа на утакмици да те гледат во Киев, во Во Англија доаѓа, беа Да? кај мене беа кај мене месец и пол два. Доаѓа точно кога игравме со Весхем, мајка ми и татко ми. Аха. И тогаш татко ми прв пат во кариера ми каже: сега си прав фудбалер. Сега си одличен. Никош Зашто? до сега ми немаше кажем дека одлично играм. Вака ако продолжиш ќе играш Челси, дека со Весхем ме избра играч на утакмица. Дома игравме со Весхем, ме избра играч на утакмица и следнава беше со Норвич. Аха. Во 88 минута кога му центрирав на Лукаку. 1-1 беше, 88 му центрирав. При тоа топка од аут кој ми ја даде, кој ми ја врати, јас изведов аут, Джеймс Морисон ми ја врати. Јас се спремам за дијагонала од место, од центар, се спремам за дијагонала, тренерот Стив Кларк ми викаше да ја вратам назад да почнеме да играме, зашто имаше 3 минути. Преку акција даеме гол, но центар шут, англиски, Лукаку дае гол. И со Норвич една за друга утакмица бев играч на месец. Тогаш татко ми кажа дека сега си Прав вроден играч. фудбалер. Знаеш што е чудно што оно што ме интересира. Сега јас велам среќа роден бидејќи ова ќе оди во петок, ние снимаме на 1 октомври, на 2 Горан прави јубилеен роден ден 40-ти. 40 да. Да беше играч сигурно ќе играше во Арабија сега, да беше залетан по парите, но ти се реши за менаџерство. Мишко, исто и во други сме биле, јас ти заедно и во други ова сме коментирале, сме збореле дека јас на мојата мајка и кажав на 13 години дека тогаш на МТВ имаше само премиер лига, знаеш. Да. У моје време. И јас и кажав на мајка ми дека на Наеден 13 беше. години и кажав дека дали наеден не Да, знам да, каде, да. кога се враќа во школа од 12,5 у Ново село учев, тогаш средно од 5 до 8. Ново село сум роден. Јас живеев у село до 16 години. Од 5 до 8 учеше во Во Ново село, а да. средно? Средно учев во Струмица. Во Струмица. Да. Аха. И после тоа, кога се вратив, кога ќе се вратам секој ден од школа, нормално ќе пуштиш телевизија или слушаш доле седи баба, дедо. Па ќе пуштиш само слушаш звукот на Премиер лига, навијачи. Да. Ливерпул. И тоа го слуша, вина мајка ми стално ми кажа: гледај, викам еден ден таму ќе играм." Што И кажа: "Кога ќе одам таму, вика, оди бегај, вика ти одам, на кој збориш, вика, дете мало." И кажав: "Кога ќе одам таму, ќе се вратам на дното." Јас отидов таму и се вратив доле, ни Арабија ми требаше ништо. Македонска работа, бидејќи си пргав. Мене ми се допаѓа што се кажуваш директно у лице, што е многу добро. Затоа не Затоа ме што- сакаат. А гајли ми. Па не, но знаеш, од друга страна и Многу ти си- луѓе и не ти- ме- не ме сакаат ради тоа. Од друга страна и ти си растеретен затоа што ако почнуваш да правиш нешто што не е карактеристично за тебе, не да подлажуваш, туку да му правиш маска, Маска да се знаеш, правам никогаш. тогаш ќе дојде момент кога ќе заборавиш на кој што си кажал. И Мишко, затоа на многу кога си луѓе во Македонија директен. јас не одговорам, разбираш? Сакам- Не одговорам за тоа што не може со мене да прави никој црни работи. Сакам да прашам. Ни во спорт, ни во бизнис, во ништо. Сакам да прашам, како успеваш? Обично, за вас секогаш се лепат луѓе кои што види го овој сега направи игра у Херевен, милиони, знаеш, затоа реков колку да вие 350.000 од тие 4 милиони одат на кај нас кога ќе кажат Елмас најголемиот трансфер, не знам 20 милиони колку беше од од Наполи во 18. во Лајпциг 18. Не, 22, тука негде беше. 22, Да. па после беше 18, му беше мислам од или 16 од Фенербахче во Небитно, Наполи. небитно, пак Не е е топ се. трансфер. Но кога ќе видат такви трансфери големи, и обично Ќе се залепа пома. се Пијавици. залепуваат ли за вас? Па покушава. Како ги приметуваш, кои ти се прави другари, кои затоа што јас со тебе кога снимав последниот пат идам со друштвото на пиво, моторот и отиде у Сушица, не знам што Да, правев. да. Значи вака, една работа е многу интересна. Јас сум кажал и на мои пријатели, на мои и мајка ми, и татко ми, сум седел со многу луѓе. Луѓе кои што имаат милиони,
луѓе кои што немаат ништо, искрено ти кажам дека луѓето не ги делам богат, сиромав или средна класа. Пример, јас во Струмица кога ќе одам во ресторан Пеликатник, позади мене кај што живеам, јас кога ќе влезам внатре се осеќам као дома. Зашто таму пример кога влегувам, газда ми вика: "Молим те секој ден доаѓи и не плаќај." Ќе ти отворам месечна сметка, на крај на месец ќе дојдеш, ќе си видиш, плати си. Зашто секој ден си кај нас. Тоа ми е на 150 метри од дома. Јас кога ќе дојдам таму со келнериве кои што работат внатре, влегувам и ние пееме песни. И се гушкаме као да се немаме видено 100 години, а секој ден сме заедно. Значи јас тие ги поштувам луѓе, мене кој ме поштува, јас го поштувам, а тие пијавици сум ги имал јас многу. Ги Ама тоа ги препознавам за тоа што има многу луѓе кои што со многу пари седат со мене, многу пари имаат, седат со мене, не покушаваа да се бркне у джеб. Разбираш? Не покушава. Тие се навикнати такви. Тие мислат дека ќе живеат до 300 години, дека животот е многу долг. Не покушава да се бркна, да ти покаже барем гест. Чекај, јас ќе платам. Кажи ми, во Или било странство што. такво е. Ама јас тоа сум го научил за тоа што сум гледал такви ситуации многу. Јас сум зборил на мои колеги. Пример ќе го земам, едини пример, најголем пример кој што е од Динамо Киев, Артем Милевски. Со мене играше. Артем Милевски имаше $158,000 месечна плата од Динамо Киев. И Циција беше? Значи Артем Милевски има заработено 13-15 милиони само од Динамо Киев. Па тој значи сега час. Сега нема кај да живее. Зошто? Затоа што со него имаше другари од Грузија, другари од Русија, другари од Украина, од Белорусија. Тој кога одеше на одмор во Мајами, он трошеше $400,000 за 15 дена. Со приватни авиони, со пријатели, со другари, со девојки, немаше жена. Нема уште жена, нема девојка уште. 40 години наполни, 41 саѓа, 40 со мене, 84-та. Значи нема ништо. Јас сум гледал какви пијавици имаше околу него. Како може да не процени? И јас овде сум имал пијавици, кои што ми се лепеле, кои што ова, и мислат дека може да ми искористат мене кога ќе платам во некоја кафана 100 евра или 200. Јас денес го гледам, утре пак ќе седнам со него. Ако видам дека тој исто се понаша, не ми треба таков. И затоа имам одредени луѓе кои што седам со нив. Летно време сум јас Грција и Струмица, каде што седам претежно со мои роднини кои што живеат во странство, дали Германија, Аустрија и брат ми Швајцарија доаѓаат, и исто така луѓе кои што Чека, брат ти Швајцарија живее? Швајцарија живее веќе 14-15 години, да. Стварно не знае. Да. Ја тога сум го начекал случајно од Струмица. Случајно И е, у сега е концепт тука. се сретнавме ние. Завчера си дојде. Сега ќе биде што тука за прави мојот он таму? роден ден. Он таму работи и неговата жена исто работи во банка, а тој Значи, он работи таму во пошта. живее, Таму уствари, си така? живее 14 години, 15 веќе, да. А, Да. Зошто жена му е од нашево село, на брат ми жена ми е од нашево село, се запозна, таа е од мала таму, заврши 4-то одделение кај нас во село, замина зашто нејзините родители, мајка, татко, брат, сите се горе, и брат ми така се зема со неја, си направија свадба и си отиде после Оксер, кога заврши, си отиде кај неја во Швајцарија. да привршувам, во менаџерството има ли пари? Сега горано што живее? Ај од рентите, окей, живее тоа, меѓутоа има ли пари од рентата? Знаеш како? Од менаџерството, сакам Од да кажам. менаџерството има пари ако си активен 100%. Кој е твој прв трансфер? Дени Илиев е првиот трансфер твој како менаџер? Дени Илиев, јас му помогнав да оди во, затоа што го познав председателот на Јелонија. Аха. Дени Илиев, може да кажеме, меѓу првите тука, после тоа помагав на други играчи кои што немав ни агенција, немав ни лиценца уште земено да работам, Сега има све? но сега имам и лиценца, имам све. Како се вика Горан? ГП3 спорт менеджмент. Спорт Да. менеджмент. Аха. ГП3, тоа е тројкава адресот мој, дека Да. левбек игра цел живот. Мислам у Вардар Фатив 2 години, година дена Добро. колку штопер. Така у менаџерство има работа ако си активен многу, но јас сакам и да одморам и да прошитам. А Така, сега што летно правиш? време. Одиш, гледаш деца или? Сега или патуваме, имаш еве деца? сега пред, искрено ти кажам дека пред недела дена бев да гледам Црвена звезда со Бенфика, утакмица. Добро. Следниот ден заминав, отидов да гледам МТК Ференцварош во Будимпешта, таму бев 2 вечери. Пак се вратив после во Белград на состанок со луѓе да се видам. 4 дена бев на пат. Имаш ли твој играч, на пример, на кој што Горан е менаџер, као Мишко Разнатовиќ у кошарката, на пример, кој ги продава ГП3 спорт менеджмент моментално почнеме со 4 играчи, сега имаме 26. Сега имам 26 играчи, кои што се мои. Наши? Наши играчи, имам срби, имам босанци, имам наши. Имам од Босна, имам од Србија, имам македонци, така да повеќе претежно Кај ги македонци. продаваш? Па зависи каде, пример, има побарување на таа позиција. Ако играчи играат стандардно и се докажат, пример сега најмлади играчи моментално кои што ги имам, тоа се браќата Джекови кои што играат во Силекс. Тие беа во Брера, Академија Пандев. Не се договоривме, не се договоривме со нив. Пандев дали се налути? Не ви тоа прашувам. Не, тој искрено ти кажам, тој се налути, да.
Ама тоа е мојата работа, јас гледам интересот на играчиве, разбираш? Пример, играчиве кога не се задоволни на едно место, тие бараат доаат на друго место. Така да, мојата работа е таква. Колку движат трансферите во Македонија? Трансфери да се плаќаат во Македонија од еден клуб во друг клуб нема. Тоа ти е или ќе биде играчот да биде како аматер пријавен, доколку ти го пријавиш како професионалец. Ако го пријавиш како професионалец од своји 12 години, кај играл до сега, кој е 18, треба да платиш тренинг компензација на екипи кај што бил претходно. Ти ги пратиш се моите играчи моментално што имам си ги следам. И плюс тоа, јас и уште еден мој колега кој што се запозна во Австрија, тој е Трифон Миличевиќ, кој што живее во Австрија, да, он е србин, ама веќе во Салцбург живее, има топ комуникации во Австрија. Се запознав, он работеше во друга агенција, па мене ме зема да работам година дена со таа агенција да видам како се работи. Но јас имам искуство уште од моите агенти и преку мојата кариера све што сум работел. Така да има во менеџерството пари, имаме играчи само моментално во Русија, имаме во Казахстан, имаме во Вараждин, Маријан Младеновски и Димитар Митровски, репрезентативец на Македонија. Тие се твои играчи? Димитар Митровски е мој играч, да. Маријан Младеновски исто така очкупи во Вараждин, сега го однесо пред 6 месеци. Ти со кој си ве сега, со Мети или со другиве? Со кој си? Ја не можам да во фудбалска федерација? Се шегувам. Јас сум сам за себе. Не може да ги пофатам кој знаеш што прави. Ме прашуваат луѓе, ме прашуваат пријатели, ме прашуваат луѓе, вика Пандев го поддржува овој, Пандев се слика со овој, се фатив за Пандев дека ми зборат луѓе дека име, така, дека име у Македонија, дека топ кариера, све. Јас си кажувам, вика, зошто вика ти не се ангажираш тоа? Да се ангажирам овде? Каде? У Фудбалска федерација Македонија се ангажирам. Па зашто? Или да се ангажирам? За каде? Па за овде кај нас? Се соберете бе, ти Пандев генерација бевте, зашто не се проблеми, има зналци, нека одат, нека работат други таму, кој сака нека работи. Па не, види, во Мишко не ми треба овде никаква работа. Искрено ти кажам. Во Хрватска е Шукер, во Србија е Джаич Пикси, сите се таму. Само си имам играчи, си терам работа, никој не ме чепка, никој не ме замара, не сакам ни ФФМ, не сакам ни тренер, не сакам ни спортски директор, не сакам ништо. Знаеш што е најинтересно? Ова држава ми нема даено од мојата кариера, покојни Батеване кој ми даваше 250 евра тогаш стипендија и кога се врати во Вардар. Тоа е од државата што имам од Сергеј Самсоненко, така? Вардар кој беше јак, Сергеј Самсоненко, колку барав, колку се договоривме, тоа ме следи, тоа ми го дае. Да, јас доаѓам од Премиер лига и тоа ми е заслужено да дојдам овде и бев 3 пати, прва, втора и трета година во Вардар, од 4,5 години, првите 3 години, кажа дека ќе направиме хет-трик, дека ќе играме, ќе бидеме шампиони. Бевме шампиони. И Лига Европа. Бевме шампиони. После трета година му кажав лично на Сергеј Самсоненко дека треба се запознаеме играчи меѓу себе. После трета година може да очекува успех да играш во групи на Лига Европа. Играше со Реал Соседат, со така е. Да. Значи, тоа се оствари. И јас кажав, Сергеј, тоа што мене ми дал, капа долу, све заслужено, сум играл, сум освоил 3 пати, сум бил шампион со Вардар и Вардар играше во групи Лига Европа, така? Друго све што е, кој ми дојде пред 2 години, вие бевте кај мене дома во куќа во Струмица. Дојде да прават попис, така? Се фатиме малку сега. Тема не е таа, но кога правија попис да видат колку има становника, колку живеат во Македонија пред изборна кампања, не знам што се случува тука. И доаѓаат попис да прават, влегуваат внатре 2 девојки со лаптоп и прашуваат да и кажеш колку имаш имот, што работиш, ти, твојата сопруга, и влегува вика да ни кажеш имот куќава, колку квадрати и тоа. Викам 750. Добро. А друг имот? Да, имаме. Каде? У Скопје. Колку? 4 стана. Колку вредат ти од прилика? Па не знам, милион и 200. Од прилика. Аха. А сега, гледаме дека не сте вработени. Тоа е после Вардар, така? Да. Не си вработен. Попис правиме, да видиме колку становника живеат во Македонија. Не работиме, да. А дали доколку ви понудиме работа би работели? Викам не. А на твојата сопруга, вие, да, Василија Попова, дали би сакале да работите? Вика, гледаме дека не работите. Вика, не. Па од што живеете? Што ви е гали, од што живеам? Не сакам да работам ова држава. И нема никогаш да работам. Горан Попов ништо да не работи, пак ќе живее како што играл кариера, така? Не се фалам. Да. Тоа го кажувам за тоа што сум бил паметен и уж сум паметен. Нисум се коцкал, нисум лошо правил. Тоа што на некој бодам во очи, на некој кажувам, знаете кој е Горан Попов, а кој сте вие? И бодам во очи, за тоа што тие самите знаат. Но Горан Попов не се цени само овде. И тоа е најлошото во нашата држава. Дека овде не се цени.
Кога ќе излезам од македонска влегувам во српска граница, те знаат царинарници. Кога ќе влезам, да, ние имаме спор со грциве. Кога ќе влезеш на грчка граница, на граница кога ќе влезам, кога ќе додам јас пасошот, ме гледаат вака и ме прашуваат за фудбал. И знаат дека сум бил фудбалер, овде во Грчка сум играл. Оди во Холандија, оди во Англија, било кај во Европа, те знаат луѓе кај што си играл и по конструкција сега кога ќе каже ти си бил бивши фудбалер сигурно. Тамо и те цена, тука али не те цена. овде никој не цени, затоа гајле ми е дали цени или не. На многу и бодење ние во очи, здравие Боже кој ќе се врати еден ден и Елмас. Горан Пандев има круг на пријатели кои што се дружи со нив. Само да не се определи со погрешни луѓе. Јасно тоа се плашам. Мојата проценка, секогаш кога ќе седнам јас и со него и со други фудбалери и ова, јас внимавам многу. Внимавам на тие работи зашто еден кикс отиде. Отиде, што викаш, пијавици има многу денешно време. Зашто со Горан да се договорите? Зошто да седнам, значи Горан мене ми се налути за работа зашто два играчи кои што ги земав од таму ги однесов во Силец. А да седнам зашто да се договорам, зашто? Мисли зашто да се договорам? Види, фудбалот не е на ошени гранки се. Ама јас имам своја работа, Горан нека си тера своја. Јас не сум во негова бранжа кај што он е председател на Бреда, така? Кажам сите заедно да се, значи тоа го зборевме јас и Ѓошевски. Со Ѓошевски, менаџерот, кој што е од Македонија, Никола Ѓошевски, работи као агент као мој, тој е мој колега. Ние заедно бевме на полагање за лиценца, FIFA лиценца да земеме за агенти. Се полагаше преку ФФМ, уплаќаш и одиш да полагаш во хотел Хилтон. Полагаш овде, на камери е све, доаѓаш, мораш да учиш 750 страни, правила да ги знаеш сите, и адвокатски работи, и фудбалски работи, и све. Дојдовме да полагаме и изборевме со Ѓошевски кам зошто ние, кои што работиме као агенти овде, не сме заедно сплотени, пример, да помагаш во клубови да работи со нив. Зошто тоа не може да биде, пример, агентиве, заедно со клубовите, со председатели и тоа. Но, кога они не доаѓаат клубовите да те барат, кога имат интерес да и носиш играчи, те барат. Кога имат интерес те барат, а после тоа кога треба ти некој играч да го земеш да го однесеш, не те дозволуваат. Или кога бараш подобри услови за играчот, не те дозволуваат. Па не може тогаш го земаш, го носиш на друго место. Ти посакувам многу успех во кариерата, менаџерска. Ти благодарам што вака се договоривме и рече прво ценам многу што каже ова за тебе прв пат ќе го кажам. И уште кога се договаравме рече тоа за го немам кажано до сега, да. Тоа што зборев за газдава сурки си тоа. Тоа е едно, друго кога кажа за тебе ќе дојдам. Или ќе се договаравме од ден. Па ми се јави да, денес така. Ден за ден. Ден за ден ми се јави и ти кажа Мишко за тебе доаѓам од. Тоа го ценам исклучително затоа што денеска е ретко да најдеш и новина со кои што можеш да воспоставиш и професионална, но со секој не можеш. Можеш да имаш, не можеш со секој. Не можеш. Мене ми е јасно, ја гледам што и како се врти. И никогаш не те прашав со Седловски во каква комуникација сте? Во никаква. Не знам зашто прашам. Не сум комуникација, како бомба одек на тоа, бидејќи тој беше репрезентација струмичко крило, скопско крило, па кога од една обична серва дојде до немалку инциденти. Таа пргавост. Тоа го знаат сите, тоа може да го направи човек кој што пример се случува, ние играме пример тенис, тоа што се случи тогаш во репрезентација. Тоа се случува да доеш ти еднаш да удариш некого случајно со крампони у глава и да му пуштиш крв, така? Да. Но после тоа, после минута исто да го направиш. Тоа значи ти му одиш контра на твојот колега, така? А кога тоа го правиш, а играш, пример, тоа е една како се вика за репрезентација, сме заедно овде и играш ти, се зезаш, така? И викаме, ајде бе, играме да е поинтересно на 50 евра ова. И кога се случи тоа, јас му кажав, еве ти 200 евра, јас ќе заминам. Тоа не го повреди. И дојде и ме удри, затоа после кога ќе примеше топка со Шпанија на градски терен 35.000, тоа му беше најголема, како се вика, казна. Да. Секоја топка што ја прими, у цела утакмица 35.000 народ го ука, го вреѓа, како да кажам. Али немам комуникација со него и немам потреба, немам никаква комуникација, немам потреба затоа што јас сум таков карактер, Мишко, кога некој ќе ми изгреши, после кога дојде во Вардар имавме некој конфликт, тој беше прво спортски директор, после тренер, но јас сум таков кога некој ќе ми изгреши и кога ќе ставам и крст, е готово. А што е бе тебе? Тоа е крај. Љубомора тебе или што е проблемот? Не ми е јасно мене. Зошто ми љубомори некој? Па не знам од каде знам. Зошто е? Мене не ми љубоморат луѓе што викам еве сега во некој ресторан одам со луѓе, со секој може да се. Со Нелка, со Шевченко, со милиардерот, со вакво. А што има тоа везе? Па дојди ти седи со мене ако сакаш. Па не, и сакам да кажам и се враќаш тука во ова да не употребам некој збор и се. Во која кажи? Се враќаш овде во ова Вукојебина. Вукојебина, јас ќе кажам. Вукојебина се вика тоа. Тоа се извинение, да.
Јавно ние збориме сега, Како- за мене тоа е како- така. Зошто јас едноставно Среќа што успеваш да едноставно останеш овде во оваа држава не си почитуван. А да имаме топ живот. Ако сме сплотни, како што се сплотни Србија, кај што заедно се држат и фудбал, све, буквално све. Гледај што прави сега, ајде Партизан не е окей како се е моментално, но гледај што прави Црвена звезда, што прават други. Но дерби Ние е не сме Звезда сплотни. Партизан кој ги игра дерби. Ние гледаме само еден на друг. Да му стави боцкиве, да го намести, да го искористи името на поголемиот, да дојде на функција, да седне, да владее 2-3 години и после тоа Да барем го да нема ни направи идеја. нешто кој се едно. Ама кога седнуваат нека направат нешто, ама Ти посакувам среќен роден уште еднаш 40 и да го проследиш. фала како многу, што знаеш. ако сте слободни повелете Ти во пос- Струмица. Ти благодарам, каде ќе биде Во сабота, кога здравје дојдеш, Боже, така? во Струмица, Да во не ресторан дојде и имам- Шевченко да не доаѓа. Нема да дојде, нема да дојде. Шевченко сега е председател, има обврски. Така да ќе биде во Струмица во Да. сабота, ќе имам околу 80-90 гости. Па тоа ќе Доаѓаат биде од странство. Брат ми е тука. Да, супер. Да ги поздравам Многу сите мои и успех така. во менаџерството и успех понатаму за доброто на македонскиот фудбал. Мишко, ти благодарам и на тебе, зашто јас и ти ако седнеме може да комуницираме Може, уште 20 може. сати и 5. Фала ти многу. Горан Попов, поранешен македонски репрезентативец, говоревме за неговата фудбалска кариера, денес менаџер во бизнис мавети на Фактор МК. Благодарности до Форманова, нашите пријатели. Овде почитувани завршуваме, се гледаме повторно за 7 дена. Довидување.